плоштадот Магнолија во Битола 2 часа беше под опсада на борци против корупцијата. Представници на граѓански организации и институции ги информираа љубопитните посетители за тоа што се може да преземе обичниот граѓанин во борбата против рак-раната на македонското општество – корупцијата. На настанот важност му даде и централната власт. На Магнолија беше и вице-премиерот за добро владење Арбен Фетај. Kjo nismë e tillë ku institucionet vinë dhe takojnë qytetarët, i njoftojnë për mënyrën se si punojnë, mënyrën se si qytetarët mund të ndërveprodhojnë me institucionet dhe të lajmërojnë rastet e korrupsionit, natyrisht e rrit edhe njohurinë që qytetarët kanë për këto institucione, po edhe besimin, sepse shkojmë i takojmë dhe u themi se tani është koha që ata të kenë besim, të rikthejnë besimin në institucione, të lajmërojnë për rastet, për dyshimet që kanë për афера të ndryshme korruptive. Покрај владиниот и представниците на граѓанскиот сектор, учество зеде и Државната комисија за спречување на корупција. Прима представки на лице место. Оно што ме радува е дека има доверба на граѓаните во нашата институција, од причина што се зголемува бројот на пристигнати пријави од граѓаните. Очекувам дека со вакви тековни, одржување на вакви тековни активности ќе подигнеме свеста кај граѓаните, а секако тоа ќе значи поголема одговорност за наш институциите во постапување на пријавите кои што ги доставуваат граѓаните. Во Битола, граѓаните велат дека корупција има на секое ниво. Од локална самоуправа до државни институции, од судовите до здравството. Има 2 часа да пријават лични примери, кога биле жртви на корупција. По граѓанските постапки се соочи со некои безпотребни работи и тука има корупција. Сето е воведено. Има опасно нешто. Вакво нешто никош не било. Сосема случајно поминав пред ова каде што сте присутни и тврдам дека со ваквата акција да продолжите. Овај народ да се информира. Информирањето вреди. Пред камерата граѓани сведочеа за случаи на корупција поврзани пред се со здравството. Еден пред неколку време веќе одам научно, доктор е ова окото не гледам, треба перда имаш. Не е готово за дојди по 2 месеци, идам по 2 месеци, не е готово стигнато за операција. Третиот пат доктор воопшто не гледам. Што да ти прам, нема термини, докторе Самсум, што ти треба кошта? 150 евра. Му дадо 150 евра, по 3 дена рече, ми зеде телефоно, по 3 дена ме направи операција. Во медицински центар сакаше да му дам пари за една обична потврда. Лично не ми рече, не можам да свршам работа. А тој комшијата исто беше лекар, го прашавме тој. Дома служба ми рече, тој може да ти дај ми вели. Само беше работата, го знае каков е човекот, подметлив. На посетителите им беше поделен информативен материјал, преку кој имаа можност да научат нешто повеќе на темата корупција и борба против неа. Герман Филков од Центарот за граѓански комуникации вели дека до нив пристигнале бројни пријави од битолчани, во кои според него има основа за понатамошно истражување од надлежните институции. Мислам дека од секогаш во Битола имало една критична маса на луѓе кои што и посочувале отворено и кога нам ни укажувале на некакви стомневања, секогаш тоа било, да кажам, со точни информации, значи никогаш не било само од гласини, туку навистина луѓето се потрудили да знаат нешто повеќе, да кажам, за тие случаи. Покрај активистите, антикорупционерите и владините представници, во големиот шатор кој осамна на широк сокак, беа распоредени и представници на финансиската полиција, битолското јавно обвинителство и вработени во локалната самоуправа. Било какви проблеми поврзани со корупција да пријавите случај или Утредента, карванот се пресели 40 на километри на север, во Прилеп, веднаш до препознатливиот символ на градот – Саат Кулата. Активистите веднаш се обидоа да го привлечат вниманието на насобраните граѓани. Не се добри настаните. Некои многу се збогатија, некои многу се осиромашија, со положбавам, затоа и младите избегаја од Македонија. Интересот се зголемуваше како што минуваше времето, а како и во Битола, така и тука. Неколкумина се охрабрија да им пристапат на надлежните и да пријават случај. Не ви побарале
Ванос на корупција да дам за да ми заврша работа, ама викаат ќе дојдиш. Ај дојди по една недела, дојди ќе завршиме. Одиш по една недела, вика, слушај, ај дојди вторник да се сетиш да му даеш паричка. Преку вакви едукативни програми, средба со граѓаните, на лице место и не само јас, и некои други кои што имаат проблем, треба јавно да го кажа, не да го кријат. Оти со секој криење ние помагаме на корупцијата. За Прилепчани борбата против корупцијата е важна во сите сегменти, а иако во јавноста најчесто се разговара за случаи поврзани со висока корупција, граѓаните на своја кожа се почесто чувствуваат така наречена ситна корупција. Нема не град, не село кај што нема, ако не крупна, ама ситна корупција има секаде. Во секој сегмент на живењето. Кај да појдиш, ако треба некоја работа да свршиш, додека не потврдиш нешто работа, ќе се одоговориш свршувањето на работата. Еден од присутните на карванот беше и актерот и стендап комичар Маријан Георгиевски. Вели за ваквите теми е потребно да се разговара јавно, оти граѓаните во моментот се обесхрабрени поради нефункционалноста на системот, која пак се должи на политичките поделби во земјава низ годините. Треба да се разбудува свеста не само за корупцијата, една од болните точки во нашето општество, туку треба да се отвараат општествени теми, затоа што покрај сите случувања ние во еден момент мораме да се сплотиме како граѓани и да направиме нешто не само за нас, туку и за нашите деца, кои мора да им вратиме некои здрави основи и здрави вредности во општеството. Добар ден, да ни се приклучите на антикорупцијскиот караванска како сме. Од Македонскиот центар за меѓународна соработка велат, очигледно е дека граѓаните веќе станале апатични кога станува збор за темата корупција и дека ретко кој е подготвен да разговара директно за овие прашања. Се надеваа дека токму со директни активности на терен, состојбата би можела да се промени. Идејата на овие настани е да ги мотивираме граѓаните да пријавуваат корупција и да сватат дека тие се дел од борбата, дека е најголемата алатка за да имаме реална борба против корупција се токму граѓаните и притисокот кон институциите треба да дојде и да биде покренат од нивна страна. Карванот граѓаните против корупцијата ќе продолжи во март следната година, но другите активности не зафираат.